Професоре Кртолица, денеска е последен ден од изборната кампања. Завршува како да се гледа дека, например, пред се политичките лидери, но и некои кандидати на овие локални избори ги избегна тие локални теми, повеќе се држа на тие централно државни политички теми. Дали таков е вашиот впечаток? Па првенствено, ако погледнеме, она што е мој првичен впечаток е дека темите кои што беа обработувани и воопшто кампањата на самиот почеток беше поврзана со локални проблеми и со локални политики, но понатаму низ текот на кампањата како да се наметна и определени теми кои што многу повеќе се врзуваат за централната политика и за националната политика, отколку за локалната политика. Очигледно политичките елити оценија дека прашањата каде државата општо се движи може да донесе или да одземе определен број на гласови, така што за жал и овој пат, наместо фокусирање на локални проблеми и локални политики, кампањата прерасна во мегдан битка на власт против опозиција на централно ниво, како и прашања поврзани со меѓуетничките односи. Во таа насока локалните избори ќе представуваат дополнително еден вид на тест, каде што ќе се види ВМРО-ДПМН во изминатиот период како граѓаните го перцепираат неговото владение. Од друга страна ќе биде тест дали Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по лошиот изборен резултат минатата година почнува да се консолидира, но веројатно најголем тест ќе биде во рамки на албанскиот политички блок, каде што практично битката ќе биде во определени места да се биде или не, и од тука понатаму сосема за очекување дека ќе има определени последици после изборите и на други политички текови во државата. Цело време ја спомнувате кампањата, меѓутоа како ја оценувате? Како да се чини дека минатите избори имаше многу, да кажеме, поагресивна, поактивна, поинтересна, повозбудлива кампања од сегашната? Јас добив перцепција дека генерално изборната кампања, политичките партии, иако определени индивидуални кандидати успеа да наметнат интересна понуда, во принцип политичките партии во текот на оваа изборна кампања понудија неатрактивна. Би рекол на моменти стерилна изборна кампања, и кога ќе споредиме, например, определени активности, определени слогани на политичките партии кои што ги избрале и ги споредиме истите со слогани и активности, да кажеме, минатата година за парламентарните и претседателските, имам впечаток дека минатата година многу по содржајни и можеби многу по-креативни пораки беа и слогани испратени. Гледаме дека пред секои избори се поставува прашањето за оние забелешки кои има опсе одехра. Имаме тука и, да кажеме, еден проблем кој се појави и поврзан со платеното политичко рекламирање за време на изборите, каде еден политички субјект со подзаконски акт, правилник, всушност беше исфрлен од таа игра, имаше нели поставка пред Уставен суд, но тој и така остана. Кои се тие најголеми проблеми на кои требаше да се задржиме, односно да ги решаваме пред изборите, а не успеавме да ги решиме? Оваа изборна кампања ни говори зошто е важно пред изборите препораките на ОПСЕ убаво да бидат проучени и истите да бидат имплементирани. Првично, ако погледнеме, ние влеговме во оваа изборна кампања многу неподготвени во поглед на кандидирањето на независни кандидати. Не соодветното регулирање како независните кандидати ќе бидат кандидирани, отвори можност да практично и секој може да биде кандидиран за советник или пак за градоначалник. Тоа, например, ќе доведе сега да изборното ливче биде поголемо од она што ние сме научени, и практично во иднина ќе треба ова прашање многу посоодветно да го регулираме, за да од една страна не дозволиме фрагментирање на политичка понуда, а од друга страна да понудиме на вистина фер можност за независни кандидати да можат да учествуваат во изборниот надпревар. Втората битна работа, ако погледнеме од еден изборен циклус кон друг изборен циклус, нас не се провлекува проблемот со платеното политичко рекламирање, каде што се користи формула која што е креирана специфично за кризата во 2015 година, односно е дел од оние решенија од Пржинскиот договор, каде што практично времето е поделено помеѓу двете најголеми партии од власта, наспроти двете најголеми партии од опозицијата, и мал колач е оставен за партии кои немаат пратеничка група во собрание или пак не се дел од собранието.
Ова решение е апсолутно несоодветно за состојбата денес, бидејќи денес состојбата е многу поразлична од состојбата во 2016 и овозможува да определени политички субјекти, не само левица, него и други, немаат можност на платено политичко рекламирање, што практично е недозволиво во едно демократско општество. Вториот битен момент, и кога ќе ја погледнете формулата, таа формула нуди сосема различен процент на време за гарантирано за големите партии, наспроти време за гарантирано за малите партии. Тоа практично им дава многу поголема можност на големите, наспроти малите партии, што повторно не е фер решение кој ги отвара можностите за сите политички субјекти на фер игра. Многу интересно што, например, во Скопје, пред се во Скопје, во главниот град, но и во други општини, други поголеми градови, едно од главните теми и главните ветувања, да кажеме, чистење на отпад, редовен јавен превоз, нешто што е вообичаено. Зошто тоа ни се случува и зошто не се, например, предлагаат некои визионерски теми, визионерски идеи за изгледот на главниот град и функционирањето на главниот град и на другите градови? Дополнително, ако погледнеме за Скопје, веројатно Скопје во изминатите 4 години навистина го доживеа своето дно во локалното управување, па така и тоа дно некако како да се преслика во ветувањата за време на изборната кампања. Практично определени ветувања кои што би требало да бидат основа на локално владење и воопшто да не се доведуваат под знак прашалник, како селектирање, администрирање на ѓубре, отпад или јавен транспорт во рамки на главниот град, почна да се ветува во рамки на оваа изборна кампања. Наместо да се фокусираме, да кажеме, на проблеми како што е загадениот воздух или како Скопје понатаму инфраструктурно ќе се развива, ние како да се вративме чекори назад и почнавме да дискутираме прашања која во 21. век апсолутно не треба да биде доведено под знак прашалник, дали локалната самоуправа треба да ја спроведува и имплементира или пак не. Ви благодарам, професор. Благодарам на поканата.